Не го одложувај за утре, она што можеш да го одложиш за задутре. Добро вечер. Добро вечер. Извинете, господине, дали може кратка анкета? Може? Тетовскиот суд одлучи печатите на Алијанса за албанците му припаѓаат на крилото на Таравари. Каква драма, конечно се реши, значи, случајот со печатите. И како да ви кажам, сега сум целиот облеен со среќа. Мојот живот конечно доби смисла ова со печатите пошто се реши. Европската унија ќе го пречека Обединетото кралство со расширени раце доколку одлучи да се врати на единствениот пазар, рече францускиот министер за надворешни работи. Па според мене сега на Европската унија фалат пари, а фунтите добро ќе дојдат. Од друга страна, Лондон не виде голема фајде што излезе од Европската унија. Така што ќе се случи според мене леси се враќа дома. Меѓународната конференција на синдикати оцени дека социјалниот диалог во Македонија е на многу ниско ниво. Ова меѓународни ја критикуваат владата пошто го напаѓа ССМ. А знаеш колку ја заболеува владата за ССМ коланскиот снег, ме разбираш? Лани немаше снег. Па тоа ти зборам бе, ССМ ќе си плаче, владата ќе си тера по своje, а ние ќе си екзистираме со овие бедниве плати, извини. Жена. Кажи, срцка. Злато, кажи. За 5 минути се враќам. За 3, ама нема проблем, за 3. Ајде, чао, срцка. Изгледате поприлично исплашен од кога ви се јави жена ви. Зато што јас сум лав. Каков лав, побледевте. Па, знаеш ли дека лавот како крал на животните единствено што се плаши од лавицата, а пошто јас се плашам од жена ми, значи јас сум лав. Од Чирската црква Свети Великомаченик Ѓорги е одземен бакарен лим од кровот на храмот. Сакаш да кажеш украден? Па да, штетата е 150.000 денари. Шо сме почнали да крадеме од Божји храмови, значи баги ѓаволчиња сме станали. 95-ката се продава за 86,5 денари по литар, 98-цата е 88,5 денари по литар, а дизелот чини 92 денари за литар. Па во Европа бензините се околу 120 денари и транспортните трошкови се зголемени за 15%. Значи се што ќе дојде од увоз ќе биде зголемено за 15%. Со оглед на тоа што сме ние увозно зависна земја, значи сме го обрале Боснот уште у март. Пратеникот Цеков од Знам е за зголемување на минималната плата, а истиот овој пратеник вели дека нема ништо против за внесување на бугарите во уставот. Некој сака да му биде колега на Шилегов, така осеќам. Како мислите, колега? Колега по клоцу у дупе, како мислам. Финска е најстрекна земја на светот, ние сме 82 место. 82, ама од 147. И многу ми е кеф заради тоа што од нас се понесрекни и албанците, и грците, и бугарите. Па да гледаме за себе, да не интересира за други. Да не интересира. Ти среќен ли си? Па среќен сум, во понеделникот земав плата, уште ја немам потрошена. Па ти си среќен, јас сум среќна и според твојата анкета, значи 100% од македонците се среќни. Ај со здрави. Па така му доаѓа, да. Добар ви ден, господине, како сте? За празник ли работите? Ајде среќен празник на сите што го слават празников. Ајде среќен празник, дали може кратка анкета? Може. Минатата година граѓаните на Македонија за купување станови потрошиле вкупна сума од 545 милиони евра. Пола милиарда евра за станови? Да. Па. А сите викаат пари за живот нема, а пари за станови има. Ај се објасни ми го тоа ти мене. Како е? Ем има, ем нема. Го гледаш Скопје во овие денови? Нели проложен викенд? Да. Па пола Скопје го нема бе. Пола Скопје отиде во Грчка да се брчка. Втора ситуација. Ја имам еден комшија кај мене во зграда. Значи комшија, кога и да го прашам, нели културно здраво комши шо пришо, како си? За никаде. Што ти бе, викам, за никаде? Вика, немам пари. Едвам врзувам од први до први. Пред 2 дена излегува од нова кола. Викам, комши, чија е кола? Па моја бе, вика, си ја купив. Ај објасни ми, како си ја купил ако нема пари? Значи лаже, така?
Сите ние имаме пари. Јас сум затоа против да се донесе минималец од 600 евра. Не, нема потреба од покачување на минималецот. Ако тоа се деси, овој народ ќе забега другарче, јас да ти кажам. И тоа ќе забега во јадење, пиење, перверзии, значи никако зголемување на минималец. Неделаво имаше прекин на сообраќајот на аеродромот Брандербург во Берлин поради штрајк на вработените кои бараа повисока плата, дури 57.000 патници беа заглавени по ходниците. Значи германците бараат поголеми плати и они немаат пари. Добро, сега се вратиме ние на ова штрајков што бил таму што кажува, значи аеродромот затворен, така? Да, затворен. Јас затоа не мрдам од Македонија, бе човече. Еве на пример, ќе отидеш на Блиски исток, така? Ќе пукне војна, ќе те заглават. Не можеш да се вратиш. Ќе отидеш во Дубај. Ракети преку глава ќе ти летаат, ќе те заглават, не можеш да се вратиш. Еве се ти кажеш за Германија. Значи ќе отидеш во Германија, штрајк на аеродром, како глува кучка ќе шеташ по аеродромските ходници, ќе те заглават и не можеш да се вратиш. Затоа Горан не мрда од Македонија. Додуше и овде сум заглавен, ама барем сум дома и трпам. Тоа е. Па добро, сите трпиме. Па трпиме, јас трпам, ти трпиш, тој трпи, ние трпиме, вие трпите, тие трпаат. Тие трпат, не трпаат, не ве разбирам. Трпаат, тие трпаат и гајле си немаат, човече, и не знаат за ситка, не знаат за доста. И нека трпаат, трпајте сите, ај трпајте. Ало, Централа, овде стрела, дали се слушаме, овде стрела? Централа, ме слушате? Го гледам Петре. Петре Јованчевски, не Петре Шилегов. Петре Јованчевски го гледам со виргина на грбот, со знаме на виргина на грбот ставена. Да, не те лажам, председателе, жими се најмило, ти кажувам, Петре Јованчевски бе со знаме од виргина на грбот. Да, ало, овде стрела. Ало, да, еве нешто Мафта објаснува, сега плукна, го секне носот, так, сега, ало, овде стрела. Оливера Косаревска се доближи до него, се поздравуваат, многу се стрекни. Да, со вергинашот се поздрави она, да. Сега нешто си објаснуваат, нешто се договараат, многу се стрекни. Ало, стрела. Овде стрела. Ало, погледнаа на кај мене, морам да се повлечам, да живее СДСМ. Цаци, ајде, пушти ги овие двајца да влезат. Ајде. Здраво, шефе! Добар ден, како сте, добри сте? Добро. Шо си бе ваков намрштен? Здраво. Вака, сега да бидам директен, да не губиме многу време. Викнав двајцата да ви соопштам дека повеќе не сте членови на СДСМ. Зошто? Затоа што одработувате за ВМРО ДПМН, затоа. Дај, молим те, шефе, немој се. Не можам да го слушам тој одвратен глас. Кога тргате да го делите домот, на вас ќе ви судри од глава, а јас тоа нема да го дозволам. Шефе, ова е некакво Ајде, доста, како Ајде, доста и тој пискав глас не можам да го слушам. Откриени сте, фатени сте на дело и ваше е да си ги соберете парталите и надвор од СДСМ. Стрела, кажи им. Вака, Петре, дали е точно дека ти вчера околу 16 часот се шеташе со знаме на вергина на твојот грб? Да, точно е, не се шетав, така, А кој го форсира тоа знаме? ВМРО-вците, така? Значи нивни си, откриен си. Чекај бе, шеф, не се нервирај, дозволи ми само 3 реченици и ти објасна, може ли? Ајде. Еве вак, вчера во тоа време, како што кажува Стрела, јас бев во малото кај што живеа братучет ми. Со братучет ми бевме договорени да идеме во Борис Трајковски да гледаме ракомет. Братучет ми, да, тачно, он е ВМРО-вец, има знаме од Виргина, навива за македонски клубови и таман да тргнеме на кај Борис Трајковски, вика, извини, вика, братучет, мене ми се кења. И отиде човекот да се олесни. Ми го даде знамето и сега ја да не го држам, го ставив на грб. Ама знамето не е моја, бе, шефе, на братучет ми е. Извини, ама и мене ми се кења од твоите гнасни лаги. Значи, откриен си, да не се лажеме, работиш за ВМРО. Боже, Господ. Кажи и на оваа Стрела. Оливера, дали е точно дека ти после една минута дојде и се гушкаше со Петре? Точно.
и јас поминував по улицата, го сретнав Петре, се поздравивме најкултурно. И се гушкавте, се Па, колеги бацувавте, сме, се смешкавте, правевте муабети, Па да плачеме ли? Сигурно кроевте некаков план како да го предадете СДСМ на ВМРО-ните. Нема Ова грешка. е те забегана работа. Немој ти на нас забегана, значи ајде излезете очи да не. Прво го исклучивте Деспотовски, па го исклучивте Шилегов, сега не исклучувате нас, па вие бе луѓе ќе останете без луѓе ако вака продолжите сите Така. да ги исклучувате. Така. Не, ние ќе се изчистиме од нелуѓето и од предавниците. Дефинитивно ВМРО ќе владее 2 мандата. Не, Како ова не ве ќе забегана работа. владе, како не ќе владе. Значи вие сте уценети од ВМРО ДПМ и работите. Абе да беше 48 на бандера ќе висапте. Не бе, забеган си ти. Уште тоа Забеган да си. правите, да висиме по бандери. Ајде марш очи да Ајде, не ви гревче, Ајде, бе. нема тука дискусија, јас сум управо. Младичу, свака час продолжи да шпионираш, Шерлок Холмс не ти е равен. Черчил е мало дете за тебе, ше. Ма каков Черчил, ајде продолжи со работа да го исчистиме, елиминираме лошото од нашата партија. Значи вака, ја предлагам прва говор да одржи председателката. Она ќе избаци едно 5-6 цитати од некои мудри глави како Бисмарк, Наполеон и може ќе и текне сето тоа да го поврзе со Марко Цепенков. Па после ќе одржи некое предавање за тоа колку нема правда во светот, бла 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 и така ќе ја тргнеме од дневен ред председателката. Да, не ти е После лошо председателката, јас мислам дека треба да збори премиерот. Да. Да. Така, он со својот државнички одважен стил ќе брилира. На европејците се ќе им каже во прк, а овие амбасадориве ќе го гледаат вака со подзинати усти и ќе учат бе за дипломатија и за геостратегија. Аплаузот за премиерот треба да биде дупло поголем од оној за председателката. Обавезно. Дефинитивно е така. И видите, јас предлагам трет да збори министерот за одбрана. Значи он треба да биде најкраток и најконцизен. Он треба да каже какво оружје намерава да купи, колку пари дава на алијансата, одбранбен чадор, ово, оно, знаете тоа све. Јасно е? Јасно. Сега, кој ќе купи пијачка за коктелот? Еве, јас Абе, како ти, он ќе купи, како ти ќе купиш? Не заебавај, он ќе купил. Добро бе, купи ти. Еве, ти ќе бидеш задолжена за коктелот, купи обавезно кифлици, мифлици, тие пијачки, водки, мотки, виски, миски и обавезно да не заборавиш ракија жолта до 48 степени. Добро бе, не, и Тоа знаете, супер ви текне, знаете ли, шо ќе најбам од тие старинските чаршави, у коцки, една коцка црвена, една црна, една коцка црна, една црвена. Леле, бе, А? сестро, па тоа се нашите боите на ВМРО, бе. Мислам, бе. Кој ќе видат она комуњанине, ќе пукнат од муха, а лавти ќофте на предлог. Ова ми текнува. Да. Здраво. Што се прави, добри сме. Супер сме. Добри сме, еве, се договараме, кроиме планови за 27 март. Правиме сценарио. 27 март. Да. Што ни е битен тој датум? Абе, на 27 март 2020 година наша Македонија е примена како 30 земја членка на НАТО. Деценискиот сон е остварен. Заедно сме со најмоćните и затоа треба достоинствено да го прославиме тој датум и внимателно да испланирам се до точка да не се обрукаме, нели? Да. Добре, не се трудете многу околу тоа. Зашто да не се трудиме како? Па сега ќе ви објаснам. Деноиве Трамп го слушавте што кажа? Па слушавме нешто, кажи. Па вака, Трамп вика, Америка треба да го преиспита своето членство во НАТО заради тоа што сојузниците не му дале подршка на Вашингтон за конфликтот во Иран. Што нема вајда да излегуваме од НАТО. Па ја тоа не можам да го знам сега. Знаете како е. Ќе видиме што ќе се дешава. Како и да е, ние сме сега моментално во една крлеш ситуација. Каква е таа крлеш ситуација? Сега ќе ви објаснам. Сите знаеме што е крлеш, така? И Да. крлеш, идеш по трево ово и ти влегува и не знам во нога. И сега човекот се движи десно, крлежот е во човекот. Човекот се движи лево, крлежот и понатаму е во човекот. Што е поентата на ова што ви кажувам? Што е? Човекот во случајов е Америка, а крлежот тоа сме ние. Сваќате? Значи, што ќе направат американците, ќе направиме и ние. Ако тие излезат од НАТО,
и ние ќе излеземе од НАТО. Тоа се вика крлеш политика. И затоа многу прослави да не планираме, ќе видиме што ќе биде со НАТО. Ама чекај, не, ќе ни замерат многу новинарите, они нон-стоп пратат јубилеи и прослави. Тоа не смееме, ќе ги разлутиме нив. Така е, така. Имам ја една идеја. Кажи. Да направиме некој скандал со кој ќе го покриеме 27 март и новинарите ќе заборават на НАТО, а? Каков скандал? Па, едно пример, Артан Груби да ни избега пак, кога сум да ни избега, нели? И па сите ќе се пуштат за тоа на Фејсбук, ќе коментираат, сите ќе зборат за тоа, ние ќе се фадиме на обвинителството, на судството, дека они го пуштиле дома, не сме ние. Па они го Да. Мозок си. И сите ќе заборават на НАТО, сите за тоа ќе зборат. Дефокус. Значи, околу 25-ти Артан кида вела. Да бе, може. Младичу, ти не си мозок, ти си голем мозок. Јас ја ќе одам кај премиерот, да му ја кажам идеја и да го подзаборавиме малце НАТО. Браво, браво, секоја чест. Кажи му таму на премиерот чива била идејата. Се разбира, па не сум бе ја, мајко му човек што сака да се кити со туги перија. Не сум ја кукавица. Ајде, се гледаме, бре. Браво, Ајде. браво. Не си кукавица, кърлиш си. Доста ма пати. Шо до? Не гледаш дека крлеш ни е домашната политика. Ај сега, пошто немаме друга работа, да идеме у кафана, Ајде, Одиме. кафана ме води дека, ајде. Ајде. Ајде пред. О, мајко, Си дојде? Мајко, си дојдов, да, едва и заглавивме малце вчера на журка. Гледам. Ама тоа е. И аз кидам до продавница, те чекав да дојдеш да ми помогнеш, ама те нема. Сега више се спремив, ќе одам. Ако бе да... Знаеш што има ново? Што има ново? Добив писмо, у понеделник е закажано последното рочиште за развод со татко ти, о вторник сум слободна жена. Фајнали разведена и среќна и слободна. Фала Богу. Дерма немавме од тој пијаницата, бе. Мене ако ме прашуваш уште пред 10 години требаше ти да го шутнеш од тука, бе. Кај дома се, кај глупости прави секој ден, бе. Значи, езда ми е татко, он ми е мене татко, ама не можам да го смислам, бе. Одвратен е, бе. Абе, Одвратен е. сакав да му дадам шанса, ама не бива, од цепаница дрво не бива. Игор, тоа да го запамтиш. Мајко ме боли глава, да идам Оди да си легни легнам, немој да ме будиш, молам. Оди лег, не бе, кај ќе те будаме. Здраво, комшивке. О, здраво, комши. Како сме, добри ли сме? Добра сум, добра Здраво, сум. комшија. Нешто. Не. Добро, Малку нема е, вез. да. Како? Шо прешме, комшивке, добра ли си? Добра сум да ти кажам и многу сум среќна. Стварно? Од вторник сум слободна жена, се разведувам више, готово, крај. Ке се отарасиш од твој Милојче? Да. Од мене имаш честитке, значи види, да не испадне оговарање. Али Милојче, ај што беше пијандура, него и малце ненормален бе. Ненормален. Агресивен, Не бе, лош. болен у мозоко, болен у Добро, мозоко. супер. Му дадов нога. Значи, сега си слободна. Славна исто како тебе, комши. Така е. Па комшевке, шо ви кажеме некоја вечер да отидеме да си замезиме у некоја кафанче, а? Кафаче. Шо? Ај, ако сакаш да отидеме у Солунша. Солун? Да. Солун е скап спорт. Сега види, бензинов рипна, од понеделник пак ќе рипне. Патарини, матарини. Па сега нема да шетаме нонстоп само ни Солун, па треба да седнеш у некоја кафанче, па узенце, гирче, ова, она. Скапо е тоа, комшивке. Ја ти предлагам у некоја малско кафанче да си отидеме, ќе си апнеме по нешто, ќе си правиме муабетче, ваму, таму, а? Комши, таква цркавица на мене не ми треба. Ја едва се оттарасив од еден, сега таков истин не ми треба. Добро, не се љути. Еве, ако Шта, сакаш што? ќе земам брз кредит, ќе отидеме до Солун. Брз кредит ќе Да. земеш. Па ти ептен си забеган, бе. Без све за тебе, што? Леле, па мене таков не ми треба, бе, да земе брз кредит да ме носи у Солун. Добро. Сега гледам зашто те оставила жена ти. Од тебе маш не бива. Ај сега да не се вреѓам. Ама мислам, што да не- он ќе станата земе си- у брз Абе кредит, на лева леле. нога си стана. Давајде, молим те. Здраво, комшике. Здраво, Перо. Што си се натоварил, бе? Еве, комшике, бе. Pero мисли на будучност, комшике. Браво, бе, комшија. Како мислиш на будучност? Па кај работи, Pero?
На бензинска. Па на бензинска бе комшике секој ден си пунам по 2-3 канистра, си ги носам у подрум, си ги складирам, пошто гледаш бензинот, нафтата, цените идат нагоре. А Тачно. војнава нема да се опре бргу. Значи уште ќе да расте цената. Чекај сега, ти сакаш да кажеш дека на тебе не ти е проблем да отидеме у Солон? Каков проблем бе комшике, ја препродавам бензин, баш кад ќе возам по стара цена бензин. Башка не е само тоа бе, јас складирам и чоколадо, и шекер, и зејтин, и брашно, све бе имам. Ама ја не знам зашо го правиш тоа од владата, рекоа дека цените ќе останат стабилни. Де, комшике, не биди наивна, гледаш дека одма рипна 10%, него која ќе идем у Солун сега, кажувај. Па еве идни од викенд ако можеш. Договорено бе, комшике. Pero, бензинаш, ратен профитер, ти професорка по хемија ме сам совршен спој. Башка комшике на Перо пумпата, знаеш како работи, има да биде шептен задоволна. Абе, Перо се зацрвени малку. Абе, од муабетов, така се викали на дама, бе. Ајде, срце, Кажи. да си земеш и пиджамчиња, кад е бал, нека е бал, ме разбираш, у хотел ке си преспиеме тама. Абе, важи бе, пумпаджио мој ми се иде да ти гушнем, ама нема како. Слушај, сега не носам цвеќе, ама еве ти еден канистар 95 октана, а утре комшике ќе ти донесам гајба јајца и тие се по стара цена. Абе, Перо, пумпа, јајца. Абе, Перо, бе. Кошике, бе. Кој ќе чека идни од викенд да дојде, бе, Ајде, Перо? ајде, брзо ќе пројде времето, бе, комшике. Перо. За стабилен брак треба да си поддржан од повеќе жени. Газиме на цврста подлога. Подземјето ни е темел. И атеистите имаат господски живот. Во секоја сезона насанканите први се лизгаат. На оние што ни ја кројат судбината, време е да им земеме мерка. Историјата ни се повторува заради тие што се губат во минатото. Ни требаат здрави политики. Работиме со амортизирани. Меѓу оние што се јадат за власт, најголема предност имаат гладните. Во државните институции нема љубовни афери. Повеќето се фамилијарно вработени. Во фудбалот е исто како и во бракот. Додека противниците се караат, комшиите и резервните играчи над преварот го решаваат. За да го сочувате образот од оние што ве избрале, уште првиот ден свртете им го грбот. Подковицата среќа носи, само во изборната трка, кога коњите се боси. Повеќето судии си тераат иста песна. Корупцијата им стана рефрен. Секоја власт се труди за преодна оценка, со повторување на мандатот. На убаво време вреди да се прошета. Во Скопје во кај ќе шеташ, ако не на водно или во парк. А во паркот живо и шарено. Мераци извираат од сите страни. Еве, на пример, боите. Од жолто до белузлаво црвено, за на крај да дојде кралицата облечена во розе. Може би боиве не ги дефинирав најпрецизно, ама ако грешам, простете му на мојов далтонизам. Инаку имате поздрави од Американската амбасада која си е на старото место. Вардаров си шумоли и ѓуброто кон Грција го влече. Верверичкава се обидува да најде нешто за јадење. И најде, па мезеше и позираше пред објективот на снимателот Маријан. Во меѓувреме, Газим Фида и сопругата активно вежбаат. Секој ден еве веќе 10-12 години вежбам. Морам да вежбам, тоа притисок имам, па имам 3 бајпаса правено и така морам да вежбам. И се чувствувам многу добро. И би им препорачал и на младиве, и на малку постарите во години. Бесплатен лек за човекот Е вежбањето. и вежбањето. Добро, и обично кои вежби ги правите? Обично вежби за истегнување, растегнување на телото, за смирување, така некако. Така, секој ден од 10, 15 па до 20 минути така вежбаме.
и после назад. 40 минути од домата тука пешки, па 40 пак назад. И едно 20 минути тука вежбање, така саат и пол, два. Во железото јас повеќе и овие вежбите за вратот ги правам, па ги правам за колените, така. Колку години имате? 68. Додека вежбаат нашиве јунаци, господинов држи убаво темпо. Девојчево слика фотки од парк и сигурно ќе има некоја сесија на Facebook или Instagram. Бубачкиве си играат воз и во љубовен занос ќе стигнат до своето гнезденце. Шатките мирно пловат и кулираат во езерцево, веселејки се на жабиот оркестар. Спроти шатките рибари, еден од нив Мирољуб Димитриевиќ. Јаде ли денеска рибата? Па сега дојдовме, почна да чепка, да. Обично што се фаќа овдека во езерцето во градски парк? Караш, има и по некое крапче, макар да не вадиме крапче, караш, фаќаме, фати, пушти. Не ги носите дома, сака да Не, кажете? не. Фати и пушти, не. Така. Колку време се занимавате со риболов? Ја од дете. Јас, Кој ви ја пренесе чевијата, што се вика? татко ми, Бог да го прости, он беше војно лице, имаше многу слободно време. И со него идев по риба, као дете, уште прво одление кога бев. Неверојатно е, обично луѓето велат дека риболовот смирува, гледаш во тапат и си концентриран 100% на рибата. Точно ли е тоа? Точно така. Риболовот е оној што е нервозен, напнат, хиперактивен, кој ќе дојде по риба, се одмора, гледа утапа, не го интересира ништо друго. Кој ви е? Еве го, ове карашот, така? Ете го падна доле. Најголемиот улов што сте го направиле во животот? Тоа беше малце поодавно, на Велешко езеро, со писателот Гого Ивановски. Мобилен, некој бара? Ако ќе се, Видете да не е премиерот? ќе ја исклучам. Гого Ивановски писателот и сопругата негова Вера. Бевме на Велешко езеро, кампувавме со месец-два со шатори и фаќавме крап. Најголемиот крап ми беше 17 кила. Уз помош на Гого го извадив, пошто ја не сум ловџија на крупна риба, јас сум на бела риба, ситна риба. И кога го закачив, не успеав сам да го изведам, он ми помогна да го изведам. 17 килограми, па вие сте се утепале од јадење убава риба. Ја не јадам риба. Рибар што не јаде риба? Не јадам риба. Ајде! Ни една врста на риба не јадам. Зошто ви пречи алергичен сте? Што е работа? Не сакам. Мислам, никогаш не сум ни јадел риба. И обожавам да ја фаќам. У Дојран имам и апартмани таму. Имам и чамец. Сега сум тука у Скопје моментално, ради ова треба да го оперисам у среда. Така. Иначе нон-стоп сум у Дојран. По 9 до 10 месеци сум таму. Ви посакувам успешна и лесна операција и повторно да си се вратите во Дојран. Во живописниот Скопски парк секој си брка своји мисли. Девојчињава задумани го пијат сонцево. А водава тече ли тече и тоа е баш без врска. Вела дека светот за пар децении ќе кубури со питка вода, а ние етерично ја расфрламе и гајле си немаме. Одеднаш ни се појави интересен кадар. Прекрстени нозе, книга во рака, стебло што го крие ликот. Михаела се вика девојката. Михаела, што книга се чита? Па ова е точка на кулминација од Памела Клер. И искрено, сега само што започнав книгава, е за едно службено патување на една новинарка и во глобала е некоја романса, трилер, некоја мешавина од тоа, па се... Вие сте по читањето книги, тоа е очигледно. Да, искрено, некои 2 години можеби така редовно си почнав. Од нигде никаде ми дојде следново прашање. Дали нешто ве разочарува во животот? Да, разочарувам. Па не знам, мислам дека луѓето треба да имаат повеќе емпатија едни за други, така што тоа мислам дека да си има така повеќе добрина. Се запознавме со лабрадорката Кали. Тони вози велосипед, а Кали трча по него.
Кој ќе најде стапче, се избезумува од среќа. Вие сте на велосипед, а таа трча по вас. Нонстоп? Тренинг, да, нонстоп, да. И колку километри ќе поминете? Па 2 круга низ паркот, прилика километри, 2-3 километри. И нема гајре, си трчат. Мора да се умори малци, иначе досаѓа. Темпераментна е, значи. Па хиперактивна млада кучка лабрадор. Тоа е тоа. Вие што работите? Јас работам приватно, шофер, обезбедување, такви ствари. Шофер на што? Автобус? На човек, на личност, на VIP личност. Вие возите некоја позната личност со автомобил. Да, со Сакам ваму, сакам онаму. Да. И пусте и негово обезбедување. Така некако, да. Си исплати? Се исплати нормално. И така си се изнамуабетивме. Ама за крај ми текна да поставам неколку трик прашања. Чисто колку да се позевзечиме. Колку месеци во годината има 28 дена? Колку месеци во годината има 28 дена? Да. Еден месец. Кој? Февруари. Еден мислам дека. Февруари. Февруари, да. Сите имаат 28 дена. Како мислиш? Па и јануари има 28. Мислиш, сите Февруари, има, да, март. сите има 28 и плюс уште 2-3, така, да. Колку месеци во годината има 28 дена? Сите имаат. Точен одговор. Што е потешко, 1 килограм железо или 1 килограм пердуе? Па све 1 килограм. Исто е. Исто. Точно. Главен град на Австралија, знаете ли кој е? Мелбурн. Австралија, Брисбен, не. Не е Сиднеј, не е Мелбурн? Сега ќе кажам Сиднеј, ама не е Сиднеј. Не е Сиднеј. Не е Сиднеј. Не е ни Мелбурн. На К е. Камбера. Камбера, да. Со сидмито Малиов ги знае буквално сите знамиња, сите главни градови, сите знамиња емпериски од со децава се лудило. Да не се правам важен. И јас мислев дека е Сиднеј, ама ете сега ќе си знаеме дека е Камбера со Н, значи Канбера, а не Камбера. Инаку градов е 8 по големина во Австралија. Има помалку од половина милион жители, а станал престолнина од кога се скарале Сиднеј и Мелбурн, кој да го има приматот. Двајца се караат, Камбера користи. Толку од читањево. Ако ви испровоциравме да мрднете од дома, супер. А ако не, дизел. Поздрав! Другарче, овој Шилегов вика дека СДСМ работи за ВМРО. А па СДСМ вика дека Шилегов работи за ВМРО. Уствари, ВМРО не работи сите нас. Слушај сега шо читав деноје новини. Гледај, по портали уствари. Димитриевска, Кочовска. Сега имаме реален раст на платите. Инфлацијата веќе не го јаде буџетот на граѓаните. Шеговика. Ницковски. Ако продолжи ваквиот тренд, Македонија може да биде меѓу трите економии со најбрз раст во Европа, бе. А пази сега овај, Вучич вика. Бичемо меѓу три економија која најбржо расту во Европи. Највеќи степен зараде. А исто што вика и Мицко само преведено на српски. Овде некој некого емитира. Абе, многу е јака ова наша вутра, што да ти кажам, предизвикува розови халуцинации, ама и зависност. Прво Зоки го навлече овој Вучич, па Вучич го навлече Мицко. И сега они заедно ни раскажуваат приказки, а ние насмеани и среќни уживаме у нив. Тоа ти е, другарче. На 22 март го празнуваме споменот за светите 40 маченици во Севастија. Биле војници во римската војска и христијани. Во времето на владетелот Ликинии било наредено христољупците да бидат убивани, па овие 40 војници биле изведени на суд, пошто следувало каменување. Се случило чудо. Камењата се враќале и ги повредувале оние што гаѓале. Мачителите, лути како зверови,
ги врзале светиите и ги фрлиле во тамошното езеро. Имало силен мраз, па мачителите загреале бања покрај езерото за страдалниците да се одречат од Христа, да ги признаат римските идоли и да го спасат својот живот. Само еден од овие 40 војници излегол од водата и влегол во топлата бања, но на негово место влегол еден од стражарите кој поверувал во Христос, гледајќи како над главите на мачениците се спуштиле 39 светлосни венци. Злобните судии, не можејќи да ги победат Христовите војници, ги убиле. Ова се случувало во 320 година. За многу години младенци. Виктор Видоевиќ боледува од церебрална парализа. Потребно е да се соберат 150.000 евра за Виктор да оди на третмани во странство. Доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143 700 за корисниците на А1 и 143 135 за претплатниците на Телеком. Ви благодариме на подадената рака. Некогаш бевме човечки суштества, а потоа дојде интернетот. Пријатно. Пријатно.